Младински хаб, нов проект на регионалниот центар за застапување, координативен состанок, да кажеме за што станува збор. Да, денес во просториите на регионалниот центар за застапување во Делчево го организираме првиот координативен состанок со цел да ги утврдиме приоритетите и насоките за тоа како ќе функционира и како ќе работи првиот младински хаб во Делчево. Станува збор за младински центар во кој што сите млади ќе може да доаѓаат, да се собираат, да ги развиваат своите идеи, своите иницијативи, а ние како организација, како носители на тој младински хаб да им даваме поддршка во човечки ресурси, со техничка опрема и да им помагаме да тие идеи може да се финансираат, да се развиваат и да можат да ги реализираат по одредено време. Денеска имавме координативен состанок со представници од локалните институции од Делчево. Во наредниот период ќе имаме состанок и со младите, ќе имаме состанок и со експертите и сите тие заклучоци од сите три состаноци ќе ги собереме и ќе ги ставиме во една стратегија, еден акцијски план за тоа како во наредните 2 години ќе функционира овој младински хаб. Инаку во рамки на овој проект кој што инаку е насловен бизнис развој на млади преку социјално претприемништво, имаме уште неколку активности, меѓу кои камп за млади лица на кој што камп тие ќе може да ги развиваат своите лидерски вештини и вештини од различни области. Исто така имаме кампања за подигање на јавната свест, имаме и саем на кој што ќе се презентираат бизнис идеите кои што младите во овој период од неколку месеци ќе ги развиваат во тој младински хаб. Значи генерално целта на проектот е да се поттикнат младите да пројавуваат интерес за одредени области, посебно во областа на социјалното претприемништво, што долгорочно за нас, меѓутоа и за целата општина би било добро, затоа што долгорочно ќе се поттикне локалниот економски развој, на некој начин ќе се обидеме младите да ги задржиме тука и да им дадеме поддршка во оние идеи кои што сакаат тие да си ги остварат дома во родниот крај. Колку време се имплементира ова? Проектот се имплементира 1 година, започна во месец ноември, ќе трае до месец ноември ова 2021 година, инаку е финансирано од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје.